Добар ден, ви благодарам што се информирате преку Слободен печат. Еве што има ново. Почина обвинет за трагедијата во Кучани. Му се слушило во куќен притвор. Станува збор за 54-годишниот Љупчо Грнчиштаров, кој со години беше главен инспектор во дирекцијата за заштита и спасување. А беше еден од обвинетите за трагедијата во Кучани, во која загинаа 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Тој беше обвинет во големиот предмет што се води против 35 обвинети, меѓу кои и функционери во државни институции и 3 фирми. А сите се товарат за исто кривично дело – тешки дела против општата сигурност. Брзата помош ќе биде побрза, најави министерот за здравство Азир Алиу. Пациентите наскоро ќе можат преку мобилен телефон во реално време да ги следат возилата на итната медицинска помош. Луѓето ќе можат да си ги скријат медицинските податоци од лекарите. Се очекуваат големи промени во здравството. Поранешните директори на клиниката за онкологија Нино Васев и Нехат Нухи, за да се бранат од слобода и да им биде укината мерката притвор, понудиле хипотека на недвижен имот чија заедничка вредност надминува 500.000 евра. Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по предлог на одбраната, го уважи предлогот, а позитивно мислење дало и јавното обвинителство. На обвинетите им се определени мерки на предпазливост, забрана за напуштање на живеалиштето во Скопје, обврска еднаш месечно да се објавуваат во суд и привремено одземање на патните исправи и забрана за издавање нова патна или друга исправа за преминување на државната граница. Доктор и медицинска сестра заработија кривична пријава за криумчарење и за царинска измама, затоа што во пакет, лажно деклариран како козметички примероци, се обиделе да прокриумчарат 199 вијали ботокс, соопшти Царинската управа на Македонија. Според фотографиите што ги објави Царина, се работи за ботокс од брендот Соториор. Нема јасен сигнал за предвремени избори, ама сите се на штрек. Прашањето веќе не е само дали напролет ќе има ново гласање. Поважно е кој ја отвора темата, кому му одговара таа тема да остане актуелна и зошто се споменува токму сега, во период кога власта најавува реконструкција на владата. Истражувам Мартин Богатиновски. Утре ќе се одржи 7-то издание на Парадата на гордоста во Скопје, под главниот слоган "Сите нека знаат". Организаторите од Националната мрежа против хомофобија и трансфобија нагласуваат дека овогодишниот марш има строго протестен карактер, како одговор на зголемениот притисок и обидите за институционална невидливост на ЛГБТ заедницата. Конечно Скопје ќе добие достоинствени јавни тоалети. Градоначалникот Орце Ѓорѓевски изјави дека во фаза на подготовки е изградбата на 3 нови јавни тоалети во централното подрачје на градот. Еден јавен тоалет ќе биде во градскиот парк, вториот ќе биде помеѓу плоштадот Македонија и паркот Жена Борец, додека пак третиот треба да биде сместен кај плоштадот Филип II. Полицајците во Македонија ќе можат да носат брада и тетоважи. Ова го предвидуваат измените на правилникот за однесување и меѓусебни односи на работниците во Министерството за внатрешни работи, донесен на почетокот на мај оваа година. Висшиот суд во Белград откри детали за моменталната психолошка состојба на момчето убиец Коста Кецмановиќ, што изврши масакар во основното училиште Владислав Рибникар. За време на престојот во психијатриската установа, Коста научил да покажува емоции, почнал да верува во Бога и побарал да се исповеда. Рекол и дека сега му е јасно зошто татко му велел да не им кажува на другарите дека оди на стрелиште. Навел дека денес се чувствува позрел и дека сега умее да си ги разбере и да си ги објасни емоциите. Коста рекол дека би сакал неговите родители навреме да забележале што се случува со него и да го спречеле. Докажано е дека тој бил психички запоставен, но не и непресметлив. Руските сили утрово го нападна украинскиот град Павлоград, при што било убиено 8-годишно девојче. Во нападите била повредена и една 49-годишна жена која е хоспитализирана. Украинскиот претседател Володомир Зеленски предупреди дека Владимир Путин би можел да ги засили нападите, бидејќи станува слаб политички и воено, повикувајќи ги украинците да ги почитуваат предупредувањата за воздушни напади и да користат засолништа.
Драматичен момент го одбележа надпреварот од светското фудбалско првенство меѓу репрезентациите на Канада и Катар, кога Исмел Коне ја скрши ногата. Канаѓаните славеа 6-0, но целиот надпревар беше засенат од ужасната повреда на Коне. Тој ја скрши под коленицата по стартот на катарскиот играч во 52-та минута од надпреварот во Ванкувер. Следува вознемирувачка содржина. Маж кого еквадорските власти го поврзуваат со една од најопасните банди во земјата е убиен пред аеродром. Жртвата е 39-годишниот Карлос Алберт. Снимките од безбедносните камери покажуваат двајца тинејџери како со цвеќиња и кадифени играчки чекаат пред терминалот за пристигнување. Еден од нив му се приближува на Карлос, вади пиштол што бил скриен зад кадифеното мече и пука во човекот одблиску и бега. Потоа друг тинејџер се приближува и испукува уште еден куршум кон човекот и бега. Кратко по убиството, полицијата уапсила двајца тинејџери. Преговорите меѓу САД и Иран за спроведување на клучниот мировен договор што требаше да се одржат денеска во Швајцарија. Ненајдено се откажани. Ова е сериозен удар за подпредседателот на САД Венс, кој презеде водечка улога во промовирањето на мировниот договор со цел да се стави крај на неколкумесечната непопуларна војна со Иран. Откажувањето дојде откако полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним објави дека иранските преговарачи сакале да видат знаци на спроведување на привремениот договор од страна на САД пред да започнат новите мировни преговори. Со судска наредба е замрзната банкарската сметка тешка 127 милиони долари на која лежат парите од сделката со која албанецот Артур Шеху и продал земјиште на фирмата Albanian Land Development за наместото да се гради огромен проект што ја предизвика фламинго револуцијата во Албанија. Бројни хотели и резорти на американскиот бизнисмен Джерад Кушнер и неговата сопруга Иванка Трамп. А сега, зошто ви велам да не останете дома викендов? Скопје нуди прекрасни настани за убав почеток на летото. Во старата Скопска чаршија денеска и утре се одржува третото издание на манифестацијата Ритамот на чаршијата. Во сабота, спектакл во градскиот парк, Кармина Бурана во изведба на повеќе од 200 музичари од Македонија, Бугарија и Грција. Погледнете подетално на нашиот сајт. Ви благодарам на довербата. Продолжете да се информирате преку slobodnpečat.mk. Се читаме.